Добра вечер и убава вечер. Денешниот ден ми остана краток за некои одредени докази кои што се од мојата истражувачка дејност овие децении, па затоа одлучив ова да биде втор дел на продолжението претходно од денес. Во моментот гледате икона која ни го представува раѓањето, икона која што, како што гледате, не е ниту штала, не е ниту било што друго, како што во Библијата стои, туку едноставно не е ниту пештера, нели? Или тие кои што ја знаат вистината, а се малкумина на светот, најверојатно така им одговара да кажуваат дека е штала или дека е пештера. Но како што гледате, ова древна и стара икона ни кажува нешто друго кое што е поврзано со моите истражувачки дејности за сето оно што го зборев во првиот дел денес. Не е ниту штала, не е ниту пештера. Символиката на штала со пожар изгорена, многумина ви ја споменуваат дискотеката Пулс. И тука ќе кажем, никој случајно не го кажуваше и тоа за изгорената штала. Но, како што гледате, раѓањето е во пресечена пирамида, каде што овчарите кои што го напасуваат стадото надвор се во кратки одежда. Тоа е еден доказ дека треба да најавиме новата година, а новата година и најавувањето е точно по стариот календар на 16 март со неговото раѓање, а всушност 23 март е пролетната ранодневница и славењето на нова година на Ксантика на древните македонци. Нешто што е забележително кај ова икона е тоа што пирамидата има кутлеж, што е нормално, а сите знаете дека кутлешот го представуваат свеќето на животот во нас, искрата на животот, Богот во нас, идентично на плочата која што е украдена и која што ви ја докажува ова вистина, македонци мои. Со кутлешот го имаме и пламенот, оганот, како аргумент и доказ за символиката која што е поврзана со оганот, а таа е поврзана со светлината или со етерот, тоест со негативниот јон, без кој не може да се запали оганот во нас. Веднаш тука ги гледаме тројцата мудреци или појасот на Орион, кој што се движи и кој што е поврзан со раѓањето.
Овие докази од ова икона ги поистоветуваме со она што го кажа во првиот дел. И продолжувам. Каде што ќе дојдеме повторно до споменикот од Ноб и до локалитетот Лукубија, кој што ви представува дел кој што е пресечен и го поистоветуваме идентично со пресечената пирамида од иконата која што ви ја представив вечерва. Погледнете, македонци мои. Ова е вистината за она икона која што видовте пред некој момент. Ова е вистината за раѓањето. Раѓањето кое што го поистоветуваме во денешна Македонија. Раѓањето поради кој што се сите овие случувања поврзани со кочани и кои што имаат за цел да го стават градот во темнина, идентично со раѓањето на Исус во римскиот период, со празникот Коледе и она што е правено од легионерите од Цинци Легија ди Рома и убиството кој што го правеле на дечиња родени во истиот временски период со Исус. Пресликувањето на Коледе беше пред една година. И тоа со право можам да го кажам. Затоа што многумина кои што се поврзани би ги насловиле како Цинци Легија ди Рома и повторување на Коледе од времето кога бил роден Исус. Сега да го видиме во друго здание. Погледнете ова вистина. Погледнете го овој дел кој што фали од ова пирамида. Дали се гледа убаво? Дали се гледа убаво овој дел кој што фали од ова пирамида? Ова е представата на врвот на локалитетот Лукубија. Овде е споменикот од Ноб, каде што сум ви представил дека го запечатува влезот на ова пирамида. А според иконата, вие одлучете дали бил роден во пештера, дали бил роден во штала и дали случајно некој споменуваше дискотеката како штала, поврзано со пожар, со молох, со бик, со таурус и така натаму и така натаму. Ова е само почеток на одгонетнување на многу работи во иднина кои што се прават во Македонија и во мојот град преку оживување на некои тауруси и оживување на некој Лилит и не знам што ли не. Јас знам дека ова објаснение е мрднување од умот на секого. Ама веруете ми, на крајот косата ќе ви сееше на сите, кога ќе дознаете што работел секој
и зошто се случило сето тоа. И дали оние кои што беа платени од народот, од буџетот на Република Македонија, да не чуваат нас и нашите деца, тие покрај платата зима и други пари од сектата Кочанска. Времето ќе покаже се. Јас нема да прекинам. Колку да ги бришат видеата, колку и да ги прекинуват, вистината доаѓа. Уште еден аргумент и доказ за локалитетот Лукубија, дека е пирамида, каде што не случајно Сионски приорат преку извршителот нејзин Чемерски го гради споменикот од НОБ, кој што нема ни Н буквата од НОБ, и истиот тој го запечатува влезот на ова пирамида, и доказ и аргумент дека точно знаат за што се работи, каде што од мојата истражувачка дејност дефинитивно овде е пирамидата на љубовта. Идентично како што е представено на споменикот, изграден со мозаиците како бакарен жртвеник, а додека има лик во дуалитет, значи можеме да го гледаме и како череп, а можеме и да го гледаме како круна. И тој доказ покрај пирамидата на Сонцето, пирамидата на Месечината и многу пирамиди кои што се околината на Кочани, дека ова пирамида е пирамида на љубовта. Пирамида на Ерос од митологијата, и каде би се родила љубовта, ако не на ова пирамида на љубовта, која што, како што гледате, е пресечена. Ќе ве замолам да го погледнете овај дел пред да се вклучам со некои други докази, да го погледнете овај дел кој што е од северната страна, и како што гледате дека е пресечен, и дека дел кој што поради некои големи катаклизмички случувања е отцепен од пирамидата. Да се вратиме уште еднаш на иконата. Значи веќе ова е од северната страна. Споменикот од НОБ е од другата страна. Дали локалитетот Лукубија, каде што е изграден споменикот од НОБ, кој што нема ни Н буквата од НОБ, е идентичен со ова пирамида. Пирамида која што е идентичен со ова икона, ќе ми извинете. Икона која што е многу стара и која што ни оставиле нашите древни македонци во аманет за вистината на нашата ксантика, за вистината на раѓањето, за вистината на денот, за вистината на кутлешот и оганот, за вистината и за цвеќето на животот, кое што е поврзано со Кочани, а украдено под капата на Основен суд Довлочени и УВР Довлочени, за кои што во иднина, покрај активностите што ги имаме за електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, покрај активностите во Прилеп и отварањето на првиот органит кафе, покрај активностите што ги имаме многу во Скопје, во Битола, ќе имаме и ден за големи демонстрации пред јавно обвинителство и Основен суд Кочани, каде што ги блокираме улици, се со една цел да се каже каде е однесено и кој и зошто го украл овај крунисан доказ, цвеќе на животот,
кој што докажува ова вистина дека е поврзано со раѓањето и дека е поврзано со првата рајска градина и Исус. Свеќето на животот го символизира етерот, го символизира негативниот јон, го символизира запалката, а додека оганот го символизира кислородот. Со што би се запалил овај оган, македонци мои, ако ја нема запалката? Македонскиот кутлеш. Се имаме овде што ни е доставено, ама некој сака ова да го сокрие, затоа што цели нации ќе пропаднат, затоа што нема да постои грчката култура, а преку неа ќе падне и вавилонската блудница. Тоест цела Европа. Ова е аргумент и доказ за свеќето на животот, за етерот, за палката, македонскиот кутлеш и оганот, кислородот во нас, Богот во нас, животот во нас, без кој нема живот на секое човеково тело, кој што ние го користиме за горење на протеините и јагленохидратите и преку тоа да добиеме енергија. Две работи многу битни за рајската градина, македонскиот кутлеш и оганот. Запалката, етерот, негативниот јон и оганот, кислородот. И трета работа, каде што раѓањето ни го представуваат во пирамида, пирамида македонци мои, кој што е на љубовта. Па каде би се родила љубовта, ако не во незината пирамида на љубовта? И како што гледате, не е пештера, ама не е ни штала. И доста се зафракаваа сите и ни го испоценуваат нашиот последен македонски цар на царевите и крал на кралевите, просветлениот со божествено знаење, Исус Христос, Емануел Цезарион. Не дозволувајте, македонци мои, повеќе да ве манипулираат, затоа што кармата наша пред 2000 години да не ни биде идентична за следните 2000 години, бидејќи ја оставивме љубовта и заборавивме како функционира истата таа. И заборавивме за постанокот на животот кој што започнал од денешна Македонија, Еденската градина, а тоа ни го докажуваат свеќето на животот, за кој што ќе водиме силна борба и битка за сите оние кои што бесправно го седоа од олтарот каде што го чувавме, додека Кочани направи свој музеј. Кражба во кој што учествуваат сите оние кои што денеска изиграваат жртвени јагниња со случувањата во Пулс. А јас би рекол, кадија те тужи, кадија те мести, кадија те суди. Тоа е Пулс. Идентично како со случувањата со Владо Павлов, каде што изнајмија претрес од овие кадии, за да може да ја украдат и да ја однесат и ја сокријат, поради тоа што многу вистини криет свеќето на животот. А затоа Владо Павлов требаше да биде ставен на жилотина како доказ и аргумент за некој кој што цел живот го дал својот живот за Македонија и за вистината на рајската градина, која што е поврзана со Македон, од кој што потекнуваат Александар и Исус, доказ без кој вие немаше да ги знаевте овие работи и доказ како секогаш во животот на древните и денешните македонци не сиве овие 2 милениума каде што исчезнуваат, а вистината останува запечатена. Самите утврдете
Дали овде не е вистината за раѓањето? Самите утврдете што е запалката, а што е оганот. Верувам дека утре ќе се јават пак многу Владопавловци. Но вие, македонци мои, затворете им ја, запечатете им ја устата и кажете им: не го копирате Владо Павлов. Владо Павлов ова не го даде. Не го даде на нас, македонците во целиот свет, а преку нас и на сите нации во целиот свет. Затоа што овде е почетокот, а овде ќе биде и крајот. Армагедон. Сакајте, верувајте, сакајте, ич не верувајте. Се ближи денот за Армагедон и сите ќе сносиме одговорност, кој што се смејувавме и кој што го правевме неговиот син, неговата величенственост, каде што некој му става будилкови трња, го смејува, го малтетира, а се со една цел: да ја сокријат вистината за неговата карма и неговиот крст кој што го носел, а тоа е неговата и нашата Македонија. И продолжувам. Уште еднаш погледнете ја, македонци мои. Погледнете ја ова идентичност. Само што во овој период го нема врвот. Покрај тоа што е пресечена, идентично како на иконата, го нема и врвот. А каде е врвот? Се е уништено. Се е направено да се сокрие вистината за неговото раѓање, за рајската градина, за Еденската градина, која што ние дознавме преку цвеќето на животот. Истиот оној кој што денес е кадија, кој што треба да ве тужи, да ве суди, а истиот тој треба и да ве намести. Но се има свој крај и свој почеток. Погледнете ја. Погледнете ја вистината. Вистината која што е поврзана со сето она што значи Македонија. Погледнете го ова. Ова е цвеќето на животот. Ова е писмото Авеста. Доказ и аргумент, исто писмо, каде што стои Кочани како град на мирот, каде што стои на Авеста писмо од Султан Сулеман, да се чува гробот на Моше, а вие добро знаете или не знаете кој е Моше. Погледнете ги овие две афионски чушки и ова дупла круна, во која што стои цвеќето на животот. Погледнете ова вистина за рајската градина која што е украдена од кадијата, кој што те тужи и суди и те мести. И ние верува некој дека ќе премолчуваме. Не, македонци. Погледнете ова вистина, македонци мои. Каде стои крунисаниот доказ за раѓањето Исусово? Дали ова не е олтар, македонци мои? И дали не го чувавме крунисаниот доказ за рајската градина каде што е роден Исус? И доказ и аргумент за локалитетот Лукубија? Дали ова не е доказ дека бил ставен со пурпена позади, за да не може никој да го откачи? И каде овде имаме докази за продажба или докази ставени на интернет во договори да го продадеме? Па затоа, кадија те тужи, кадија те мести, кадија те суди, мораше против пожарна на Кочани да викне, за да го откачи од олтарот крунисаниот доказ за рајската градина, а македонци мои. Погледнете ова протестна нота. Протестна нота која што е заведена во Овара Кочани или во Увара Дувочани на 23 декември 2024 година.
Се е заведено, се е запишано и никој не може тоа да ни го оспори. Погледнете го нашето барање, македонци мои. Барање кое што е доставено исто така во Увара Довлочани, каде што стои името на таа што го примала во Увара Довлочани. Барање по кој што никогаш не се обратила ова Увара Довлочани или Овара Кочани. Се е запишано, се е заведено, се е со доказ. И ќе видиме на крајот дали кадијата сам на крајот со себе ќе се тужи и ќе се суди за се оно што направил против Кочани, против Македонија и против сите нас. Ова е потврда, македонци мои, само дека е земено од мене. А потврда и записник кој што нема архивско бројче во Увара Довлочани. Погледнете ја како работи сектата кога е во интерес нешто да уништи, да намести, да земи. Се е заведено, се е запишано. Не само кај Владо Павлов. Уште кај 30 македонци од целиот свет ги имат доказите и го имат USB-то, кој што ја чува тајната за сите злодела кои што сте ги правеле против Владо Павлов. 30 македонци од целиот свет имаат идентично вакво USB, со сите активности, со сите сценарија кои што ги правевте вие секташите против Владо Павлов. 30 вакви USB-ња имам во целиот свет, со докази и аргументи, за се што правевте бесправно против македонците во нашата Македонија, а најмногу против Владо Павлов. И да не постои Владо Павлов, вистината нема да се сокрие. Вистината ќе излегне од останатите македонци кои што имаат вакви USB-ња низ целиот свет. Погледнете, македонци, како работи сектата. Погледнете. Погледнете го се тоа. Ова е од Основен суд Кочани, ден пред претресот, на ден 15 март 2024 година. Ојо Кочани, или Ојо Кочани, до овој суд поднесе барање за издавање наредба за претрес на дом, лице и возила во простории каде живее и престојува, со сомнение дека е сторено кривично дело, надрилекарство, од член 203 и кривично дело, како и кривично дело измамување на купувачите и многу други активности, ама никаде не стои одлуката од Ојо Кочани, одлуката од основниот јавен обвинител Кочански, кој што ви е познат со случувањето од дискотеката Пулс. Никаде не стои дека претресот треба да се праве за овие значајни хронични докази, поврзани со вистината за Македонија и поврзани со доказот за раѓањето и рајската градина, македонци мои. Се стои, се е запишано. Никаде не стои во претресот дека треба да се одземат или да се истражува на овај, или да се земат по било кој друг начин. Никаде не се водела кривично против мене за овие докази кои што биле представени на Паско Кузман и тој не сакал да ги прифати во 2006 година. Никаде нема постапка дека сме сакале да ги продадеме. Никаде нема друга постапка на интернет дека се воделе слики за продажба на овие значајни хронични докази за Македонија. Докази кои што ни ја докажуваат вистината за неговото раѓање. Кадија те тужи, кадија те мести, кадија сака да те осуди. Дали е тоа паролата на Кочанското јавно обвинителство, паролата на Основниот суд и паролата на Овара Кочани, допрва ќе дознаете каква секта има овде, македонци мои, со што се служат за да уништуваат, за да прават хаос меѓу нас и за се оно што се случува денес во Македонија
под капата на нивните богови, а тоа се олигарсите. Ова е доказ, уште еднаш, на локалитетот Лукубија, или доказ на пирамидата пресечена од ова икона, тоест ова е доказ за овој дел кој што е пресечен, а овде овој дел стои идентично и е сликан од јужната страна, додека иконата као што гледате е сликана од северната страна. Тоест, ни ја представува северната страна. Уште еднаш, она што го гледате од иконата, кутлешот и оганот, го имате представено овде. Ова е вистината за она што го гледате од иконата, за кутлешот и оганот. Самите одлучите зошто биле сите овие сплетки и сценарија со Владо Павлов. Самите одлучите дали не сакаат тие и денес парче по парче да сечат. И јас ги чекам да кренат против мене. Ги чекам за да ги видите сите вие, сите овие кои што беа поврзани со најгрозоморните сценарија и најгрозоморните уништувања на еден човек кој што си ја сакаше Македонија и кој што живее еден ден да ја представи рајската и еденската градина пред целиот свет на неговото раѓање кое што било во Македонија, на престолнината Бела и на ова пирамида на оганот, на ова пирамида на љубовта, која што е поврзана и со раѓањето на Александар. Го завршувам ова моје вклучување во живо, ова е втор дел. Уште еднаш благодарам на Зоран Ептимов со овие аргументи. Следете внимателно. Еве ја пирамидата на љубовта. Благодарност до Зоран Ефремов и ова што е направено професионално со неговиот дрон и неговата иницијатива за да можеме да ви го представиме и сето ова што ние денеска во две продолженија ви го доставуваме. Погледнете македонци. Погледнете како врвот е уништен. Погледнете каде е запечатен влезот на пирамидата на љубовта. Погледнете го овој дел. Погледнете само. Не знам, али вие самите утврдете. На што ви личи ова? Целата вистина за еденската градина, целата вистина за сите случувања со Надри лекарство и уништувањето на Владо Павлов е поради ова што денес сакав да ви го пренесам на сите вас, македонци мои. И за кој ќе водиме жестока битка за вистината, па и со Кадија кој те мести, Кадија кој те тужи и суди. Погледнете ова убавина.
самите утврдите дали овде ја имаме тајната на неговото раѓање, тајната на оној за кој што целиот живот го давам, сум го давал, зашто побрзо да се разбуде и да виде неговиот народ каде е сега и што прави, и да виде каква секта има воскресноста на неговото место каде што е роден, на неговата престолнина. Бидете љубов, македонци, почитувајте ја пирамидата на љубовта, локалитетот Лукубија, разбудете се, а кога вие ќе се разбудите, ќе се разбуди нашиот водач, нашиот овен со подвиените рогови, за да го сотре селото ова зло и ова темнина надвисната, најпрво во Кочани, а потоа во цела Македонија и на крајот на целата земјина сфера. Онаму од каде што е светлината, започнала темнината. Па каде би започнала повторно светлината, ако не од онаму каде што ќе ја запечатеме темнината? Моје Кочани крие многу тајни. Моје Кочани, градот на Кочот, почивалото на Кочот, хостелот на Кочот, хостелот на водачот, на овенот, ќе каже вистината пред целиот свет. Вистината за спасот на сите нас и вистината за спасот на сите нации. Затоа што Македонија е се што имаме сите ние на земјината сфера. А рајската градина или еденската градина, која што ни е представена преку украденото цвеќе на животот, е доказ и аргумент за вистината на Македонија дека се почнало од тука. А овие две продолженија денес ви кажуваат дека и се ќе се заврши овде. Затоа што Кочани е почетокот и крајот. Алфа и омега, што би рекле нашите соседи од Грција. Затоа бидете внимателни, живеете со вистината, а таа доаѓа со брзината на светлината. И никој не може да ја попречи, затоа што Армагедон ќе биде тука во Кочани. Да сте ми вечни живи, ве сакам сите љубов, љубов и само љубов, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Да живее Македонија, нека е вечна пирамидата на љубовта. Добра ноќ.